Не ги вклучувајте децата во изборните кампањи и не носете ги на партиските митинзи, апелираат народниот правобранител и детската амбасада Меѓаши. До нив веќе пристигнале пријави за злоупотреби на децата во политички цели, но проблемот е што не постои механизам тоа да се санкционира. Народниот правобранител и детската амбасада Меѓаши апелираат до политичките партии да се воздржат од какво било инволвирање на децата во изборните кампањи. Вчерашниот митинг на Коалицијата за подобра Македонија во Струмичко Босилово е класичен пример за злоупотреба, кога носителот на листата на ВМРО ДПМН во четвртата изборна единица Зоран Ставрески им се обрати на децата кои беа облечени во партиски обележја, ветувајќи им низа поволности. За ваквата манипулација со најмладата популација покрај партиите виновни се и самите родители кои ги носат децата на митинзи, вели директорот на детската амбасада Меѓаши Драги Змијанац. Одговорноста за учество на едно дете во предизборен митинг е подеднаква и на политичките партии и на родителите. Знаете дека се создава еуфорија и дека безбедноста на едно дете може да биде доведена во опасност. Тоа е првиот момент. Вториот момент е индоктринацијата што ја вршат и родителите и политичките партии. И третиот момент, особено е запрепастувачки, кога политичките партии регрутираат младинци за предизборието каде што ветуваат мноштво на подобрување на нивниот живот, тие се едноставно тепаат за простор кој повеќе политички плакати ќе залепи, а при тоа по завршување на изборот ги маргинализираат, ги занемаруваат и не ги почитуваат нивните потреби и интереси. Дополнителен проблем според Змијанац е непостоењето на контролен механизам за санкционирање на ваквите активности. Се почитуваат законите до одредена мера доколку навистина народниот правобранител даде упат или укор, но никој не е превземал санкција, ниту јавен обвинител, ниту некоја друга институција да се санкционираат политичките партии и да се гонат за одредено прекршување на меѓународните конвенции, како што е Конвенцијата за правата на детето, домашните и други законски легислативи. И до народниот правобранител се пристигнати преставки за злоупотреба на децата за партиски цели, но освен апел тие немаат ингеренции да интервенираат. Потсетуваат само дека се работи за прекршување на слободите и правата, што е спротивно на сите меѓународни и домашни правила за заштита на правата на детето. Немаме